дека има све. Јас ојдов тамо кај него, да, видов и чистив, наместив јас како што сакав, ми дозволи, беше еден ден добро. Другата сабелината беше кога тој стана агресивен и почна да го зема телефоно и да пушта лайф и да кажува мелетке кај мене. Јас не се брукам и не се страмам од правдината. Кога си со еден човек, не можеш да се криеш, треба да излези на виделина тоа. Не можеш да се криеш, јас прво кажувам на мојот син, со дозвола, ама ритко кога го виде прв пат, само ми рече 2 збора. Мамо, јас овај го прочитав, за мене прочита на читанка, овај е тежок наркоман. Јас на ритко му реков, мамо, не мисли така, не е таков. И кога го видов тоа во Германија дека е вистина, јас влегов во чуд. Само тамо седнав 8 дена и побарав да се вратам назад, подхитно. Беше по мене, затоа тој го прави. Мава, агресивен кога е да му вратиш со вулгарно нешто, скока, пишти, рипа, ќе ви докажам сега. И не знам до кај бев, дека јас се вратив во Македонија, тој ми се јави дека ќе биде мире. Јас му реков, кој ќе ми дај збор, кој ќе добијам доверба со тебе, јас ќе дојдам пак. И плюс, ако ми ги признаеш некои работи со мене, добро. Тој ми рече дека само, извини Мелек, дека морам, ти пиеш некоја терапија од пример за син ти, не е то за ситење, кој се сити, еве го Господ. По смртта на син ми, јас почна да пијам таблети. Нормал, 22 години, дете мене ми загина. Тоа е удар, голем шок за мајката. Се брукаме да се рукаме, кој сне женско и така понатаму. Значи, јас, ташната само на мене, ранецо, моите свари, што ми беа од Македонија, ги оставив сите кај него, само пасошо и му го замолив да ме однеси од куќата надвор. Тој ме зеде, вистински, ме разбра, ме однесе до Банов. Јас дури се свртев, него поќе го немаше. А ми одзеде се. Значи, сватите, немам телефон. Да се јавам, да побарам помош. Хамбург е преголем град, кој гледам пред мене пијаници, наркомани, паѓат, па јас сум женско и со штрес, јас тоа не можев да го